Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате седмиот дел од книгата Елементарно проучување на исламот, напишана од Хазрети Мирза Тахир Ахмад. चूज़ मन ओयद सनोए सरदरी आली तबार. Многу ритуали кои се обавуваат за време на хаџот, вкоренети се во овие рани денови на реконструкција на Божјата куќа, а некои одати подалеку. Например, трчањето помеѓу Сафа и Мерва, два мали брега близу до Божјата куќа, се обавува во сеќавање на хаџариното трагање по некаков знак на човечко присуство, да и помогне нејзи и на нејзиното дете во тоа страшно време. Опишено е дека детето станало исклучително нервозно заради страдањето од жет и од очај, ударало со петите во земјата. Се зборува дека овде потекол извор кој денес постои во некоја форма и оваа вода во бунарот која подосна е направена околу тоа место се смета за благословена. Мнозината аџии кои го обавуваат хаџот настојуваат да донесат малку вода, земзем, оттаму со цел да го благословат своето семејство и пријателите. Тука се и други ритуали и традиции кои треба накратко да се објаснат. На хаџот аџиите не облекуваат никаква шиена облека, туку се облечени во две слабо прицврстени платна. Тоа е понатамошна назнака дека овие традиции се исклучително стари. Тоа покажува дека институцијата хаџ започнала уште кога човекот не бил научен да носи шиена облека. Тие само почнале да се покриваат. Така изгледа во сеќавање на овие прастари луѓе кои доаѓале до првата куќа изградена за обожавање на Бога во таа првобитна облека. Од аџиите се бара да го прават истото. Повторно, бричењето на главата е важна одлика, која исто така универзално се појавува како символ на посветување помеѓу калуѓерите, свештениците, пустиниците и останатите. Тоа понатаму допринесува до универзалноста на неговиот карактер. Жените се ослободени од бричењето, но символично треба да отсечат коса како спомен. Исто така, на местата за кои се знае дека Хазрети Ибрахим алейхи селам го спомнувал Бог во стилот на опиен заљубеник и ја фалел неговата величина, гласно воспевајки го, од аџиите се бара истото да го прават на тие места. Пост. Постот е уште една форма на обожавање, која се наоѓа универзално во сите светски религии. Иако постојат огромни разлики во поглед на начинот на постот и условите кои се однесуваат на тоа, централната идеја на постот е присутна секаде. Каде тоа не е јасно споменато, веројатно е дека било прекинато или престанало низ постепено изумирање низ праксата. Случајот на Буда е интересен пример. Тој го почнал своето трагање по вистината со строга форма на пост, но се вели дека подосна ја напуштил оваа пракса, затоа што тоа штетно влијаело на неговото здравје. Во овој поглед можеме да сватиме зошто тој прекинал, но тоа во ниеден случај не покажува дека тој престанал да верува во постот. Може би заради тоа некои будисти сепак практикуваат некоја форма на пост. Постот во исламот е доста развиена институција и треба длабоко да се проучува. Постојат два вида наредби во поглед на постот. Една се однесува на задолжителниот пост, а другата на доброволниот. Задолжителниот пост понатаму поделен е во две категории. Под еден месец во секоја година е постот пропишан за муслиманите ширум светот. Затоа што овој месец е лунарен, тој се менува во годините во поглед на месеците по соларниот календар. Тоа создава универзална рамнотежа за верниците. Понекогаш постот во зимските месеци е лесен со оглед на должината на деновите, во споредба со долгите зимски ноќи, додека во летните месеци деновите стануваат долги и напорни. Бидејќи лунарните месеци се менуваат со годината, муслиманите од сите делови во светот имаат некои периоди на лесен, а некои на напорен пост. Постот во исламот секаде почнува со првата појава на зората и завршува со залезот на сонцето. За време на овој период, од оној кој пости се очекува потполно да се воздржи од јадење и пиење.
Муслиманскиот пост не се содржи само од физичка глад и жед, туку и ноките кои му претходат на почетокот на постот добиваат далеку поважен карактер и играат централна улога во институцијата на постот. Муслиманите стануваат многу пред зората заради поединечниот намаз и за спомнување на Бог. Исто така, чесниот Куран во секоја муслиманска куќа се учи многу повеќе отколку во обичните денови. Така, најголемиот дел од ноќта се менува во духовни вежби, кои ја исполнуваат самата суштина на постот. Во текот на денот, освен воздржувањето од храна и вода, сите муслимани посебно се опоменуваат да се воздржат од бескорисни разговори, препирки и кавги или од било какви дејности кои не се достојни за вистинскиот верник. Не е дозволено никакво препуштање на телесните задоволства. Дури и мажот и жената во текот на денот водат одвоени животи, освен основните човечки односи, заеднички на сите луѓе. Во исламот давањето милостина и грижата за сиромашните толку се истакнува што станува дел од секојдневниот муслимански живот. Меѓутоа, кога дојде Рамазан, месецот на постот, од муслиманот се бара да ги зголеми своите напори на тоа поле. Пренесено е од честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем дека кај него трошењето за сиромашните била вообичаена секојдневна пракса, која се споредува со лесен ветер, која никогаш не престанува да им донесува удобност и утеха на сиромашните. Меѓутоа, пренесувачите на хадисите, говорите на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем, не подсетуваат дека во Рамазан овој благ ветер како да добивал брзина и сила и задувувал како силен. Давањето милостина и грижата за сиромашните особено се истакнуваат, така што во ниеден период од годината муслиманите не се толку зафатени со добротворни цели како што се во текот на месец Рамазан. Под 2. Другиот задолжителен пост најчесто се однесува на искупувањето на гревовите од Бога. Тоа исто така ги вклучува и случаите на прекршување на задолжителниот пост. Незадолжителниот пост е толку добро прифатен, што станува дел од начинот на живот на богобојазливиот муслиман. Иако мнозинството на муслимани не постат надвор од месеците на задолжителниот пост, некои постат од време на време, особено кога се во некоја тешкотија. Како што и се очекува, молитвите направени во деновите на пост се поплодни и некои луѓе дополнително постат за да ги отфрлат проблемите, а некои тоа го прават само за да ја достигнат Аллаховата посебна наклонетост. За ова нема ограничување, освен тоа што основачот на исламот строго ги одвраќал оние кои биле заколнати да постат непрестано цел живот. Кога честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем дознал за еден таков случај, тој ја осудил оваа пракса и го укорил овој човек заради настојувањето да постигне ослободување со тоа што ќе ја наметне својата волја на Божјата. Тој му рекол на овој човек: со тоа што сам на себе ги наметнуваш проблемот и нелагодностите, не само што нема да бидеш во можност да го задоволиш Бог, туку можеби и ќе се здобиеш со неговото незадоволство. Тој ја истакнал можноста дека претераната строгост ја прави личноста неодговорна кон својата жена, децата, блиските пријатели и така натаму. Честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем посебно го подсетил на неговите одговорности во областа на човековите односи. Извршувај ги своите должности кон Бога подеднакво како и кон Божите суштества. На некои, после нивните упорни молби, го одобрил незадолжителниот пост само во стилот на Давуд алейхи селам. Честниот основач на исламот им рекол дека Давудовата пракса била еден ден да пости, а еден ден да не пости. Во текот на својот живот, кога го дал овој завет, тој вака неизменично постел ден за ден. Така, честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: јас можам да ти одобрам толку и ништо повеќе.
Институцијата на постот е исклучително важна во воспитувањето на верникот во скоро секоја област во неговиот духовен живот. Помеѓу останатото, тој ни сопственото искуство учи за тоа што гладта, сиромаштвото, самотијата и неудобноста значат за помалку срекните делови на општеството. Воздржувањето за време на Рамазан и од такви работи кои се одобрени во секојдневниот живот играат конструктивна улога во оплеменувањето на човековиот карактер. Џихад. Тоа е мощне важно прашање кое е поврзано за пропагирањето за сите Божји пораки. Се однесува на инструментот на пропагирањето. Познато е дека приврзаниците на скоро сите религии, како повремено се оддалечувале од изворот, така подеднакво употребувале присила, било тоа да ги држат луѓето внатре во закрилата на својата религија или други да преобратат во својата вера. Меѓутоа, според честниот Куран, тоа на ниеден начин не зборува за нивното религиско однесување кон присилата. Ниедна религија во својот извор не одобрила употреба на сила во било каква форма. Всушност, сите религии биле мета на присилба и нивните противници не штеделе никакви напори да го запрат растот на религијата на нејзиниот почеток и потполно да го сотрат. Секој пат кога дошол некаков нов пратеник, неговите непријатели подеднакво настојувале да ја запрат неговата порака преку употреба на сила и немилосредно прогонување. Затоа најтрагична иронија е тоа што од сите книги, честниот Куран денес е прогласен за заговарач на употреба на присила заради ширење на своите пораки. Уште поголема трагедија лежи во фактот тоа што самите муслимански водачи гласно го заговараат ова мислење, нападно припишувајќи му го тоа на честниот Куран. Треба да запамтите дека честниот Куран е единствената Божја книга која сите пратеници на светот, било каде и во било кое време да се родени, ги разрешува од обвинението на присила во поглед на ширење на нивната порака. Според тоа, несватливо е честниот Куран да го представува својот чесен пратеник салаллаху алейхи веселем во смисла дека неговата ера на крвопролевање во име на мирот и омраза, во име на Божјата љубов. Ова не е место да се впуштиме во сложени спорни дискусии, така што ова кратко представување треба овде да биде доволно. Според Куранот, светата војна, наречена џихад, во стварноста е света кампања која со помошта на Куранот прави духовна револуција во светот. И бори се против неверниците со овој Куран со сета сила која не треба да спласне. Ова се точните зборови од Куранот, кои ја објаснуваат природата на џихадот. Тој мора да се води со посредство на Куранот и единствено со куранската порака. Од друга страна, нечија бунтовничка природа во потполност да се покори на Бога е другиот облик на џихад, што всушност е поголем џихад според честниот пратеник на Исламот. Пренесено е дека повраќањето од една битка рекол: се враќаме од помал џихад на поголем џихад. Се разбира, одбрамбената војна е одобрена само под услов непријателот да започне непријателство и да подигне оружје против слабите незаштитени луѓе, затоа што единствено злодело кое го направиле е тоа што се изјасниле дека Бог е нивниот господар. Сите офанзивни војни, според Исламот, се непосветени. Sardare Ali tabar Ajiz az madahash zamino asmano har dodar. Денес го завршивме седмиот дел од книгата Елементарно проучување на Исламот. Еселаму алейкум.